Доскоро моето познавање на коктели се состоеше од мешање џин со тоник или покомплицирано правење аперол шприц. Но откако вработената во малската продавница за алкохол ми го препорача реалното шоу Drink Masters на Netflix, светот одеднаш се смени. Сватив дека има нешто што се викало инфузирање, дека постојат шишенца со пипета, со горчливи капки битерси, дека некои комбинации трпат тресење, а други само нежно мешање. Наскоро почнав да претворам унци во милиграми и преку пријатели да нарачувам пијачки од странство што ги нема кај нас. Кујната почна да личи на бар, а алкохолот стана нешто со што можеш да креираш, да раскажуваш приказни. Јас сум Илина Јакимовска, ова е 33-та епизода од подкастот Обични луѓе. Велат дека секој коктел е онолку добар колку што е добра неговата најлоша состојка. Но дури и одлични состојки можат да звучат како раштиман оркестар ако не се погодат нивните пропорции и вкусови. Коктел мајсторот оттаму треба да е помалку и хемичар, и уметник, и зен мајстор. А исто така помага ако е психолог. Во ова издание зборуваме со Теодора Николич, дипломиран психолог и коктел мајстор, која неодамна победи на 15-тото државно првенство на бармени на Македонија и ќе не представува на светското во Португалија. Во текот на подготовката на оваа епизода се отвори и Моно, коктел бар за кој што таа го има смислено концептот и специјалните коктели. Прво почнав да работам како келнерка. Имав 15 години и отвори мајка ми бар, Коузи бар. Не знам дали сте биле. И на отварањето работев како перач на чаши натре во Шанк. И се појави една девојка, Јана, која што тогаш беше шефица во кантина. Кантина е во Девормало, еден локал. И ме праша што дали си лав во хороскоп. И јас си реков да. И она ми рече, ќе работиш во кантина? И јас си реков окей. И се ова наведо ми изгледа многу смешно. Ама така уствари почнав се работи во кантина, почнав да работам како келнер. И ако Јана слуша у моментов, ќе знае дека ја убивав да работам во Шанк. Значи, толку ја молев, преголема желба имав и цело време ги гледав луѓето што работат во Шанк. И после некој време едноставно се случи. Исто како што познатите готвачи често знаат да ни ги скршат илузиите за гламурозноста на нивната професија, и теја е реална околу тоа што е најважно кога работиш за Шанк. Ја би рекла дека 80% од работата во Шанк е чистење и одржување хигиена. И за мене е најбитното нешто во однос на работни обврски во Шанк. Заради тоа што е како еден вид на дом, што се 10 квадрати, еве најмногу нека се 10, во кој што работат максимум 6 луѓе. И ако не се одржува хигиената, е исто како да не си го одржуваш домот. Зашто си секој ден таму, секој ден. Дека правењето коктели има врска со готвење, покажува и самата инспирација на Теја да почне да се занимава со оваа работа. Во однос на коктелите и комбинирање на вкусови и баланс на повеќе супстанции, мислам дека тоа повеќе доаѓа од мајка ми и татко ми, поради тоа што и двајцата готват премногу. И брат ми готви. Мислам, брат ми е помал од мене, ама сепак вреди да се спомне дека е нешто што тече низ гените. И они двајца многу различно готват во принцип. Татко ми е повеќе експериментален. Например, карикирам, прави равиоли, внатре полнети со спајнак и сирење, во сос од печени јаболки и тикви, со рикота, ореви и Макдоналдс. Или босилек. Такви работи. А мајка ми прави најдобрата леќа што можам да што сум ја пробала никогаш во животот. Така да не знам, веројатно од нешто што потекнува од нив. Ама никогаш не сум следела, например, рецепти на интернет, нормативи кои што се пишани како такви и мора да се прочитуваат како конкретни, никогаш не сум го правила тоа. Дали Теодора повеќе се смета за аптекарски тип миксолог, кој строго се држи до рецептите, или е повеќе фристайл? Како ги смислува новите коктели?
Ако правиме муавет за класични коктели, сите се по рецепта. Мислам, секако брменството потекнува од тие класични моменти и фала што постојат класиците, ама во однос на експресија, мислам дека не може да е толку статично нештото, дека мора да се експериментира, мора да се пробува, мора твои моменти дух да внесеш и воведеш во однос на менување на тие класични нормативи и внесување на дополнителни работи кои што ги изменуваат класичните нормативи. Имам преку 200 коктели напишано. Зашо ми доаѓаат, мислам, не ги очекувам моментите на креација, едноставно се случува. Одам по улица и ќе ми текне, сега ќе инфузирам шафран со текила и ќе си пишам на овакво, на ноутс или на тетрадка, на ливче, на салфетка, на било што. И после тоа едноставно тоа прераснува во нешто на кое што ми останува подсвесно, на кое што треба да работам и да го доработам. И кога ќе се доработи таа првична идеја, излегува коктел и уште еден, и уште еден, и уште еден, и уште 100. Едноставно ги има многу. Ја прашавме и како изгледаше надпреварувањето на државното првенство. Какви вештини е потребно да се покажат? Прво имаше квалификација, се прават 2 коктели за 4 минути, на кои што ти оценуваат техниката во однос на чекори на спремање на коктелот. Има многу правила и прописи, мора да работиш по тие по тие стандарди. Судиите беа од Белград, не беа од кај нас, интернационални. Може би и втората главна причина зашто се пријавив. И имаше еден дечко од Бугарија исто така. Нема врска. После тоа прогласуваа полуфиналисти, 10 луѓе отидоа во полуфинале. Во полуфинале имавме тест на знаење со 10 прашања, каде што последните 2 прашања беа во врска со 2 коктели, кои што исто така треба да ги направиш. Ти ги оценуваат по вкус. Познати коктели или твои? Познати, да, класични коктели. После тоа имавме тейстинг. Требаше да пробаме 5 различни раки и да пишеме која ракија соодветствува со точниот број. Имавме понудени повеќе од 5 опции. И после тоа имавме спид раунд. Тоа е за брзина. Требаше да направиме 5 коктели во рок од 7 минути, каде што исто техника е оценувана, точност на нормативи, вкус на коктел, начин на спремање и секако брзината. И од таму тројца финалисти се одбра и на крај финалето е 10-минутна презентација во која што треба да се спремат 4 коктели кои што ги пробиваат судиите и во таа рамка на 10 минути треба да направиш и презентација. Мислам, озвучени бевме со микрофон и треба да зборуваш за коктелот, за инспирацијата, како дошло до тоа и така натаму. Дали студиите по психологија и помагаат во секојдневната работа зад и пред чанкот? Повеќе ми има помогнато во однос на комуникација со колеги и воспоставување на тој контакт кој што понатаму станува многу побитен од работата, од самата работа. Заради тоа што градење на однос што е надвор од нешто работно, а при тоа е поврзан со работата, многу повеќе користи и не знам, едноставно мене ми има поврзано со многу луѓе. И би рекла дека е битно, многу битна комуникацијата со колегите и дури и со гости, и со предпоставени авторитет и така натаму. Во емисиите за правење коктели и видеата од барови низ светот, пијачките изгледат како мали уметнички дела, не само по вкус, туку и по начинот на кој се послужени. Дали во Македонија има квалитетна понуда и колку сме блиску или далеку од најдоброто? Би рекла дека сме доста далеку, ама има исклучоци и луѓе кои што се трудат да постигнат некои работи. Мислам дека сега тоа почнува полека малку да се менува, заради тоа што кога се истакне некој кој што е малце подевијантен и одскокнува од нормалата и прави нешто што е засебно и тој продукт се разликува од се останато, мислам дека тоа доаѓа повеќе како мотивација за другите да читаат повеќе, да пробуваат, експериментираат,
и со тоа да ги напреднат своите продукти. А во однос на вкусот на коктелите, овој што го зборуваш, тоа се синтетички, мислам, направени сирупи кои што го даваат самиот вкус. Доколку би се кренала повеќе бар културата во Македонија, луѓето би, односно бармените, би се охрабриле да си ги прават сами сирупите. И премногу голема е разликата. Значи, правиме муавет за тотална промена на вкусот на коктелот. А во суштина не е ни тешко, зашто јас се утепав од барање пименто сируп низ градов, она љуто, пошто јас сакам така позачинети коктели, и ствари сикам што сум глупа, значи ќе си направиш на шербет малте, не, ќе ставиш чили пиперче, не ќе го процедиш и тоа е тоа, значи некогаш малце и дури би кажала дека не е само виното во шанкирите, би рекла најголема вина дека имаат газдите на кафичите, угостители, односно не угостители, не се пола 90% не се угостители, туку се бизнисмени, и тоа е проблемот кај нас што е многу поевтино да поминат, што е многу лесно да отвориш кафич како бизнис, зборувам, и да најдеш луѓе кои што ќе ти го водат тоа, ама како газда да се имплементираш во твојот бизнис и да си вистински угостител и да го отвориш тоа со љубов и да го работиш со љубов е различно, има разлика. Тоа е врзано, уствари. Од една страна, самите муштери, ако не им се свија, ќе го одбијат и нема да дојдат на тоа место. Од друга страна, и понудата треба да биде подобра, значи врзана е работата. Па зависи сега, ако земеме момент на правење сирупи и битери на страна покрај работата во шанк, тоа е додатно време и тоа е работна рака и тоа мора да се наплати и тоа е факт. Значи, самиот поединец одвојува време надвор од тоа што го прави и што му е должност, дополнително за да се унапреди и себе и културата во неговиот бар. Ама секако ако барменот не е доволно мотивиран, ако не е ценет од страна на човекот што го држи местото, тоа не постои, едноставно мора да има некоја кохезија. И едно очигледно прашање со оглед на тоа што теа е само една од двете девојки што се надпреваруваа на државното првенство, а единствена која влезе во финалето покрај машките колеги. Дали наишла на некаква предрасуда или напротив на поддршка како женско во оваа професија? Зависи. Сум имала многу пати многу различни коментари, искуства и начин на тоа како некој се справува со тоа што ти си девојка и сега или си барменка, ама генерално морам и да кажам дека има луѓе со кои што сум работела, што биле мажи што тотално не им било битно дали сум девојка, едноставно земале шанса да научат и да се посветат на надградување на себе и да се тука за мене и така натаму.
Разговорот со Теа го водевме со мајстори во позадина среде барот кој тогаш беше во завршна фаза пред отворање. Уште тогаш се насетуваше стилот во кој голема улога има концептот на гостопримство и умешноста на јапонските гејши. А за коктелите? Малце е поспецифично, поразлично, чудни состојки, нешто што мислам дека нема видено до сега Скопје. И баш ми е мило и се надевам дека би потикнала и други луѓе да размислуваат надвор од коцката на работи што ги познаваме и што може да ги замислиме како такви. А ти им даваш имења? Јас, да. Пошто и тоа е битно да ти фати окој името. Да, имињата се мои, битери, сирупи, инфузија, се е моje. Едва чекам сега како збориш. Би сакала само да кажам дека баров не е мој, само ќе го работам. Инвестираат дичките од Трибека. И голем поздрав до Зоки и до Емил и се луѓе кои што најмногу ме поддржале до сега. И се угостители и секоја чест. Тоа едва чекам се оствари. Бев меѓу првите на шанкот на Моно во Diamond Mall кога се отвори. Почнав со коктел по име на познатата токиска населба Хараджуку на база на мескал, а продолжив со Скарлет кампари инфузирано со кокос. Не ме држаа веќе нозете, инаку ќе продолжев со нешто трето. А па не мора се првиот ден. Што сака Теа најмногу да пие? Што ми се свија вака општо класика што сакам да пијам, дайкири многу сакам. Многу едноставен, ама многу комплексен коктел. Во однос на припрема, многу е тешко да најдеш бар што прави добра дайкири. И негрони, веројатно, милениот коктел на сите шангери. На Теа и посекуваме да ги прави и да ги пие најубавите коктели, оние кои животот знае да ги состави кога некој работи на тоа. Јас сум Илина Јакимовска. Ова беше 33-та епизода од подкастот Обични луѓе. За фотографии од Теа и од Моно посетете ја нашата веб страница обичнилуѓе.mk. Аудиомонтажа Бојан Угриновски. Транскрипција Ана Шталковска-Гајтановска. Пијте одговорно, како ние друго правевме сценариово. Само една маргарита, ама со кокосов крем и ананас. Добро да е пинаколада со текила.